ова издание. Пендаровски Макрон во Париз. Францускиот претседател најави посета на Северна Македонија во првата половина на 2020. Експерти во Вашингтон анализираат под кои услови Париз би можел да ја промени одлуката Северна Македонија да може да ги почне преговорите со Европската унија. Конгрес финални подготовки. Утре почнуваат јавните сослушувања во истрагата за импичмент на претседателот Трамп. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Членовите на Комисијата за разузнавање на Претставничкиот дом ги прават последните подготовки за јавното сослушување во истрагата за импичмент на претседателот Трамп. Утрешните сведоци го вклучуваат Вилијам Тейлор, шеф на Американската дипломатска мисија во Украина, и Џорџ Кент, заменик помочник секретар во Бирото за Европа и Евроазија. Обајцата се меѓу сегашни и поранешни дипломати и представници на националното обезбедување кои изминативе недели сведочеле зад затворени врати. Претседателот Трамп вчера ја критикуваше истрагата како едностран лов на вештерки. Боливискиот претседател Ево Моралес најде прибежиште во Мексико откако му беше даден азил. Се повлече во неделата по неколку неделни масовни протести поради оспорените претседателски избори, но оставката од сите наследници според уставот остави енигма кога и кој ќе ја преземе власта. На поранешниот американски претседател Џими Картер денеска треба да му биде извршена операција за намалување на мозочниот притисок по внатрешното крварење предизвикано од неодамнешниот пат. Македонскиот претседател Стево Пендаровски по средбата со својот француски колега Емануел Макрон во Париз истекна дека на домакинот му предочил дека има резерва за изменетата методологија за водење на предпристапните преговори со Европската унија. Владимир Мирчевски со деталите. Отворен и динамичен разговор, така шефот на државата го нарече денешниот состанок со францускиот претседател. Средбата за време на Парискиот мировен форум траела половина час во кој и Емануел Макрон и Стево Пендаровски ги изнале своите аргументи зошто земјава не доби датум за преговори и зошто земјава треба да добие датум за преговори. Според Пендаровски на состанокот биле расчистени неколку клучни точки. Макрон му пренел дека Париз почнал со разработка на новата методологија за пристапување и дека на ниво на концепт документ веќе е дадена на разгледување кај земјите членки на Унијата. Пендаровски му ги пренел позициите на Северна Македонија. Му реков дека ние не би се согласиле со никаква алтернатива на полноправно членство. Тоа може да трае, не знам, години и години, меѓутоа ние не прифаќаме никаква друга алтернатива во облик на Европска економска зона или не знам, соседи на Европската унија и така натаму. Ми рече прецизно, никогаш не била неговата намера да ни даде алтернатива на полноправно членство. Само, или сакам да го подобрам процесот, да не продуцира само бирократски успеси, а суштински неуспеси кај земјите кандидати. Во тој дел јас реков дека нашата позиција како држава е неспорна, че нека ја подобруваат, нека ја менуваат методологијата колку сакаат и како сакаат. Ние сме комплетно позади принципот на реверзибилност. Предложениот нацрт документ кој е на неколку страници не содржи конкретни детали, туку начела до кои треба да се придржуваат земјите членки и кандидатките. Се очекува во наредните 2 месеца да се произнесат и другите држави во Унијата, а како официјален документ да биде усвоен до март до година пред самитот ЕУ Западен Балкан. Макрон објаснил зошто во Брисел решил да не даде зелено светло за почеток на преговори со Северна Македонија. Со тој го почна разговор. Моја стара заложба е да има продлабочување на Унијата и подобрување на методологијата, што се двете страни на исти процес. Продлабочувањето на оние што се веќе внатре, а методологија за оние што сакаат да станат нови членки. Или тие работи знам дека може да одат паралелно и ќе одат паралелно, бидејќи вие сега барате само отворање на преговорите. Мене ми е кристално јасно. Меѓутоа сакам да ве уверам дека вие испрашавте прво се, второ не ви нудам алтернатива на полноправно членство, некакви други форми на соработка и вели доаѓам тоа да му го објаснам. Ако е потребно да го образлагам, да го аргументирам пред вашите луѓе, ќе дојдам во Скопје. Самиот Макрон најавил дека во земјава ќе дојде во првата половина од 2020 година, кога тоа што му го кажа на Пендаровски ќе им го пренеси на граѓаните. Денеска францускиот претседател воопшто не го споменал носењето закон за јавно обвинителство како услов за почеток на преговори. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. А под какви услови Франција би можела да ја промени одлуката за Северна Македонија да може да ги почне преговорите со Европската унија? Еве што велат експерти во Вашингтон. Милена Георгиевска разговараше со нив.
Францускиот претседател Емануел Макрон може да го тргне ветото за преговори на Северна Македонија со Европската Унија, ако за возврат издействува одлука во негова корист, велат експерти во Вашингтон. Some of the issues over the Eurozone reform, which Macron cares deeply about. Имаше некои предвидувања за реформи во еврозоната за кои Макрон се грижи многу. Мислам дека ако за затворени врати добие согласност да работи за кој тој има интерес, можно е да видите интерес да го тргне ветото за почеток на преговори. Сепак, Гарет вели дека државата ќе биде подложена на поголем мониторинг поради демократските назадувања кај државите од претходните проширувања. There is an inherent self-interest for North Macedonia to continue their reforms for their own sake. Северна Македонија има интерес да ги продолжи реформите за нејзино добро. Дури и преговорите да не се одложени, иако јас мислам дека тие се привремено одложени, а не трајно, се уште е важно да се подобри владењето на правото, со цел владата да ги исполни ветувањата кон граѓаните. Майкл Халцел од Школата за напредни меѓународни студии на Универзитетот Џонс Хопкинс во Вашингтон вели дека затворањето врата пред очи во најмала рака е скандал. A lot of policymakers in the United States feel this way. Мислам дека многу политичари во САД се чувствуваат исто. Се надевам дека ЕУ ќе ја преиспита одлуката во наредните месеци, бидејќи е лоша одлука за Унијата, но ужасна одлука за стабилноста на Балкан. Stability in the Balkans. Според него, одлуката на Франција е предавство за Северна Македонија и Унијата ќе треба да ја промени политиката ако сака да го одржи кредибилитетот. There's always a chance to change opinion. Секогаш постои шанса Франција да го промени мислењето. Председателот Макрон е многу интелигентен човек. Мислам дека може да се случи ако неговите колеги на највисоко ниво во земите членки во Унијата му стават јасно до знаење дека тоа е малцинство. Вели дека ветото е покана за Русија во регионот. Russia's no alternative. And Реално, Русија не е алтернатива. Ќе биде поразително за секој што сака да се поврзе со деструктивна сила како Русија, која единствено што знае да произведува оружје. Тие нагласуваа дека дури кога ќе се добие датум, пристапниот процес ќе биде долг и ригорозен и ќе бидат потребни години за влез на државата во Европската Унија, нагласувајќи дека САД имаат поголема улога во НАТО процесот отколку во ЕУ членството. Денешниот њузфлеш го завршуваме со TikTok, која стана најкористена видеоапликација во светот. Тинеџерите се предводници на треската со постирање куси видеа од 15 на секунди, како танцуваат, како се однесуваат будалесто. Мишел Квин објаснува зошто е интересен толку TikTok. За тинеџерите, апликацијата TikTok е начин на забава. Мислам дека некои од видеата на луѓето се навистина смешни. Добар начин да направиш видео онлайн и да се поврзеш со други. Корисниците на TikTok прават куси видеа од 15 до 60 секунди, како пеат без мелодија или танцуваат. Го постираат видеото до тие што ги следат. And then I was like, I'm tired of just watching. I'm trying to make something. Си реков, смачено ми е само да гледам. Ќе направам ништо што ќе стане популарно. Корисниците наоѓаат мелодија на апликацијата. Може да биде песна, реченица или TikTok од друго лице. Секој ден алгоритмот на TikTok им нуди на повеќе од 1 милиарда корисници нови видеа. Вообичаено гледам видеа со танцување затоа што се забавни. Потребно е време да научиш, но потоа е интересно. Имам многу пријатели кои што ја користат апликацијата. Забавно е кога помала група на луѓе ќе се поврзат со аудио. И заразно е. Кога ќе почнеш да гледаш видеа на TikTok, по одредено време си мислиш дека си поминал неколку минути, но всушност можеш да гледаш со часови. Овие ученици велат дека TikTok им овозможува нов начин на забавување. Погледавте њузфлеш на Гласот на Америка на македонски, а сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Пријатна вечер, се гледаме утре.